Игра на тронови, подалба на кланови, закажување, одложување седници, пролонгирање, побивање на рокови, договарања. Накратко, ова е сликата во македонскиот правосуден систем во последните 30 денови. Советот на јавни обвинители во центарот на вниманието тврди дека сака да се тргне од политичкото влијание, ама никако ни чекор да направи. По скандалозниот избор на Абази, обвинителите сега пред нови избори кои 2 недели се пролонгираат. Дека Советот на јавни обвинители постојано бил и е под силно дејство на политичките партии, потврдуваат и правниците, а зад одлуките кои ги носат повеќе од очигледно е политичкото влијание. И непосредниот избор на обвинители многу не значи во услови кога политиката секогаш наоѓа можност да пенетрира и да го остварува своето влијание. Не го знам господин Тарслани, не сум ни знаел, ни па многу посебно ме интересирало дали е член на Совет на јавни обвинители, меѓутоа како што кажавте, тие координации така наречени се повеќе од очигледни помеѓу Совет за јавни обвинители, политички фактори кои што работат од позадина. Дека има партиски влијанија кои не се нови во обвинителството, коментираше и универзитетскиот професор Гордан Калајџиев. На клучните позиции во борбата со криминалот и корупцијата се форсираат кадри под политичка капа, а разочарувањето кај народот е се поочигледно, децидане професорот. Се гледа дека институцијата сама по себе, значи обвинителите сами во себе немаат базичен интегритет, односно се препознава, луѓето не се глупави, се препознава дека тие и во едно вакво тајно гласање кај што самите бираат и натаму гласаат за личност што ќе им биде кажана, односно дошептато од политичката или бизнес елита. Од друга страна, не така далечно минато се и изборите за главен обвинител во организиран криминал и корупција, кои не поминаа нескандалозно. Комични се и политичарите кои првично му честитаа на новиот шеф на организиран, а Бази за сега да го заземат ставот на американската амбасадорка, откако таа ја искритикува транспарентноста во изборот, коментираат познавачите. Една аномалија на системот, односно фактот да Ковачевски го менува мислењето аналогно на мислењето на амбасадорот на САД, што многу јасно покажува кој е кој во Македонија. Но од друга страна и не е дека реакциите на амбасадата на САД се неоправдани или неиздржани. По втор пат во 2 недели беше одложен изборот за шефови во висшите обвинителства во Скопје и Гостивар и во 5 основни. Членовите во Советот прво бараа време за разгледување на оцените, а за вториот пат да се одложи поради немањето кворум. Но и овој избор не помина без турбуленции, бидејќи Фатиме Фетаи ја повлече кандидатурата откако пропадна првиот избор, а на членот на Советот Фаи Карслани оставката без наведена причина му беше експресно прифатена за да учествува во изборот за шеф на Гостиварското висше обвинителство.